Благодарам на сите. Денеска имавме разговори со останатите политички партии, на кои што ги презентиравме забелешките на ВМРО-ДПМН кон општиот став на Европската Унија, така наречена преговарачка рамка, и заедничкиот став на Европската Унија, односно преговорите за пристапување или поедноставно предлогот кој што беше доставен до Македонија. Се работи за три документи, од кои што два се суштински, затоа што само за Македонија се прави преседан во кој што првата меѓувладина конференција се одлага и се условува со усвојување на уставни измени. Нашите позиции се многу јасни, многу прецизни, ги презентиравме во документ кој што ќе биде поделен после изјавата, во кој што точно интервенираме во рамки на овие два документи, во точни членови и со точни називи. Првата точка во која што интервенираме е точката 3 од општиот став, каде што бараме реченицата ЕУ ги зема во предвид соодветните едностранни декларации на Бугарија и Македонија за македонскиот јазик да се избришат. Ова го бараме затоа што сметаме дека македонскиот јазик е самостоен, независен и нема што Бугарија да дава мислење во однос на македонскиот јазик, кој што ќе станува дел од документите на Европската Унија, и предлагаме јасно да пишува дека документите на Европската Унија од Акито и сето останато во преговорите ќе бидат на македонски јазик, точка. Значи велат јасна формулација за македонски јазик, ова е јасна формулација за македонски јазик. Македонски јазик без никакви изјави, до објаснување, подобјаснување и така натаму. Втората работа, во точка 5 од преговарачката рамка се брише последната алинеја, која што го вклучува договорот за добрососедски односи со Бугарија од 2017 година, како и годишните прегледи и мерки за негово ефективно спроведување според членот 12. Во точка 5 се ставени критериумите според кои што Македонија ќе напредува. За сите држави тоа се копенхашките критериуми и договорите за стабилизација и асоциација, само за Македонија се додаваат билатералните договори и специјално членот 12, во кој што е предвидено дека Бугарија ќе има контрола врз нашата историја, нашите учебници, нашето образование и нашата самоидентификација. Тоа не можеме да го прифатиме и затоа бараме да се избрише. Понатака, во преговарачката рамка бараме во точка 1 да се избриша зборовите првата фаза од, односно поедноставено кажано, да нема поделба на првата меѓувладина конференција и да не се условува со промена на уставот, туку веднаш да започнат преговорите. Второ, бараме да се избрише точката 11, која што гласи: оваа преговарачка рамка ќе ви ја презентираме врз основа на општиот став на ЕУ за време на следниот состанок на меѓувладината конференција, која сме подготвени да додржиме без понатамошни одлагања или дополнителна политичка одлука, веднаш што Македонија ќе ја спроведе својата заложба за завршување на уставните измени. Ние сметаме дека уставни измени не се потребни за Македонија да почне преговори со Европската Унија. Следно што предлагаме да се избрише е точката 13 од преговарачката рамка, која што исто така подели преговарачкиот процес, и финално точка 14 од преговарачката рамка, во која што пишува дека во таа насока го поздравуваме договорот за протоколот од вториот состанок на заедничката меѓувладина комисија, формирана согласно членот 12 од договорот за добрососедство со Бугарија. Овој важен чекор ќе придонесе кон добрососедските односи и регионална соработка кои остануваат суштински елементи од процесот за проширување, како и од процесот за стабилизација и асоциација. Предлагаме да се избрише условувањето со усвојување на протоколот и следни протоколи кои што би ги имала Македонија со Бугарија, затоа што тие протоколи се уценувачки за Македонија и во истите се бара ревизија на македонската историја, македонската култура и самобитност. Ова се нашите ставови, ова се нашите позиции и тие јасно ги презентиравме. Можам да искажам чувство дека кај власта расположение за ова нема, и единствено што размислуваат е како да се разводнува процесот. Затоа ги повикувам сите граѓани, вечерва од 19 часот се гледаме повторно на протести пред владата. Благодарам. Може ли воопшто преговарачката рамка да се менува? СДСМ тврдат дека не може. Преговарачката рамка може да се менува се додека не биде усвоена од страна на Македонија. Се додека Македонија не ја усвои, таа може да се менува. А тоа што СДСМ ветиле на друго место, дека преговарачката рамка ќе ја прифата таква како што е понудена, е нивни проблем, не е проблем на Македонија. Преговарачката рамка може да се менува,
затоа што додека не ја прифати Македонија како страна, истата не е во сила. Ќе продолжите ли да Дали ви разговарате? беше презентиран, односно не ви беше презентиран протоколот? Што мислите, кој е вашиот став, зашто власта го крие? Тоа веројатно е многу важно. Па причината зошто го кријат, изјави дека веќе усвоја. причината зошто го кријат протоколот е затоа што протоколот е лош. Во дел од јавноста делови од истиот излегоа и она што го видовме на вистина лошо, а можете да замислите тоа што не излезе колку е лошо и затоа него, да, апсолутно побаравме и затоа него вадат во јавност. Ќе продолжите ли да Не. разговарате повторно со нив? Тие тврдат дека можеби уште вечерва и утре повторно. Ние сме спремни во секој момент да разговараме за да се усвојат овие наши 6 барања, од кои што многу јасно бараме заштита на сите национални и државни позиции, доколку власта е спремна овие наши 6 барања да ги имплементира во двата основни документи кои што се дел од овој предлог и да побара истите во Брисел да бидат инкорпорирани во овие два документи и се додека не бидат инкорпорирани да не ја усвојува преговарачката рамка, да спремни сме да разговараме. Во спротивно нема што да разговараме. Господин Николовски, како ќе постапи ВМРО ДПМН, бидејќи велите имате чувство дека власта не сака, нема слух за вашите барања, вие инсистирате на промена во преговарачката рамка, а тие нудат заклучоци за домашна употреба, би кажала. Како ќе се најдете и каква ќе биде реакцијата на ВМРО ДПМН ако не успеете да се договорите и сепак тоа стигне на пленак? Прво, да сме јасни и прецизни. Собранието не ја усвојува преговарачката рамка. Тоа е манипулација. Преговарачката рамка ја усвојува владата и затоа се нарекува меѓувладина конференција. Не се нарекува меѓудржавна конференција, нити меѓусобраниска конференција. Сето ова е обид за замајување на јавноста и за развлекување на протестот и на народниот револт, како и револтот на целокупната експертска јавност. Собранието во овој процес улога нема. Треба сме јасни за таа работа. Улогата на собранието ќе дојде само во ситуација доколку се побара промена на Уставот. А доколку се побара промена на Уставот, ВМРО ДПМН нема да гласа за промена на Уставот, така што Уставот нема да биде променет. За заклучоците потребно е просто мнозинство 40 Тоа ви го објаснувам. Тие можат какви сакаат заклучоци да донесат. Тие не обврзуваат никого. Нити обврзуваат владата, нити обврзуваат Европската унија. Затоа што преговарачката рамка ја усвојува владата, не собранието. Повторувам, затоа се нарекува меѓувладина конференција, не се нарекува меѓудржавна или меѓусобраниска конференција. Сето останато е манипулација. Ама вие што ќе направите? Кои механизми вие ќе ги искористите? На што мислите? Кажав. Да вршите влијание врз власта и врз парламентарното мнозинство. Значи, ние многу јасно кажуваме дека со ова не се слагаме, еве ги нашите предлози. Ако се прифатливи, одлично. Ако не се, продолжуваме на протестите, ги повикав сите граѓани вечерва во 19 часот да ни се приклучат на протестите. И тоа е што можеме сега во моментов да го направиме како опозиција. Решенија се брзи предвремени парламентарни избори на кои што народот ќе окаже сопственото мислење. Повторувам, поддршка за промена на Уставот немаат и ВМРО ДПМН нема да гласа за промена на Уставот во ниедна форма и во ниедна фаза. Побаравте ли разбирање од албанските опозицијски партии за овој француски предлог од аспект да ви дадат поддршка и да му дадат поддршка на македонскиот народ? Говорам за Алијанса и Беса. Видете, ние заедно живееме тука и со албанците и со останатите и апсолутно треба да дадат поддршка. На крај ние го гледаме интересот кој што ние сметаме дека е значаен. Пред се со овој предлог е загрозен интересот на македонскиот народ со цела почит кон сите останати кои што живеат во државава и треба сите заеднички и македонци и албанци и останати да се погрижиме затоа што утре може да е обратно. Да е загрозен интересот на албанскиот народ или на некој друг народ, мора заеднички да се бориме за овие вредности. Ги набројавте 6 барања. Колку власта имаше слух за овие ваши барања? Дали ќе ги прифати и како беше коментарот од нива страна? Па еве да видиме дали ќе ги прифатат, нели надежта последна умира, но не можам ништо по-конкретно да кажам од нивното однесување затоа што договорија предлог. На тој предлог се согласија, го разговараа тој предлог помина во Бугарија, дојде овде, единствената причина што досега не е поминате народниот револт. Така што нашите ставови се јасни и ние од тие ставови нема да се помрднеме ни милиметар. Господин Николовски, вие кажувате нешто друго за македонскиот јазик. Позицијата тотално спротивната, истото е за процесот на преговори и за билатералниот спор. Они викаат дека нема да биде дел од преговарачката рамка. Вие го викате спротивното. За стварно
Као прво, голема заблуда се создава кај граѓаните. Као второ, вие мислите дека ќе го смените мислењето на 27 европски лидери? Значи, согласна преговарачката. Две прашања имаш тука. Прво, во однос на македонскиот јазик и на останатите прашања, разликата помеѓу нас и власта е дека ние читаме документите и раскажуваат. Ние читаме конкретно. Јас ви прочитав во однос на македонскиот јазик што пишува, што ние бараме да се избрише и како да пишува. Нема што Бугарија да дава едностранни изјави за тоа како го разбира македонскиот јазик, во кој што ќе пише дека е дијалект на бугарскиот јазик. Тоа не сме да се дозволи, не сме да го има во преговарачката рамка. Ако Бугарија даде таква изјава, тогаш значи дека не е заштитен македонскиот јазик. Многу едноставно е. Ако не е историјата проблем, зашто протоколот е во преговарачката рамка? Во однос на рамката која што е усвоена од 27 земји членки на Европската унија, таа секогаш може да биде променета доколку видат цврста позиција на македонска страна. А доколку видат дека на македонска страна единствено ги интересира пиар и сликање, тогаш ќе стигаат вакви и полоши предлози. Потребно е да имаат цврста позиција од македонска страна и верувајте, можеме да добиеме многу подобар документ и подобра преговарачка рамка. Фала ви на сите, фала.